Ранливите категории на граѓани не смеат да бидат исклучени од системот на електрична енергија во декември, јануари и февруари поради неплатени фактури. Истакна денеска председателот на регулаторна комисија за енергетика и водни услуги Марко Бислимовски на состанокот со енергетските компании. Тој уште еднаш повтори дека граѓаните од ранливите категории доколку имаат доспеан долг, имаат можност за одложено плаќање или плаќање на најмалку 6 еднакви рати. А секој кој е заведен во евиденцијата на Министерството за труд и социјална политика има право да бара и да биде ослободен од обврската за плаќање на надоместок за повторно приклучување, како и бесплатно да му се направи воредна верификација на мерната опрема. Исто така, сите потрошувачи имаат право и можат да се жалат и да добијат надоместок за штета поради прекини во испораката на енергија со послаб квалитет од пропишанието, доколку ги исполнуваат условите и критериумите од правилата за определување на надоместок на штета причината на производителите и потрошувачите на електрична енергија. Во обраќањето Беслимовски денеска се осврна и на работата на енергетските компании во наметнатите услови предизвикани од пандемијата. Наплатата, како што посочува тој, е вратена во нормала. Пензионерите покажале доследност при плаќање на сметките веднаш по добивање на пензијата, а енергетските компании преку дигитални услуги успеале да ги намалат финансиските контакти со потрошувачите согласно здравствените препораки. Потрошувачката кај индустриските капацитети се намали. Тоа се рефлектираше и во разработата на енергетските компании и затоа од исклучителна важност беше оптимизирање на производството и потрошувачката преку секојдневна координација помеѓу енергетските компании. Економската независност ги направи потрошувачите воздржани во плаќање на сметките за режиски трошоци, но по првиот шок од новонастанатата состојба наплатата се врати во нормала. Пензионерите покажаа доследност и одговорност преку плаќање на своите трошоци веднаш по добивање на пензиите, а компаниите ги зголемија дигиталните услуги со што се намали физичкиот контакт, согласно здравствените препораки, но и се овозможи достапност за самостојно отчитување на строгомерите, контрола на сметката, достава на поплаки и плаќање преку интернет, нагласува Беслимовски.